Формирана е комисијата од стручни лица кои ќе треба да ја прошируваат позитивната листа на лекови. По цела измината деценија, конечно ќе се прошири листата на лекови што им се достапни по повластена цена на пациентите. За сега не е познато кога ќе се обновува листата, но се знае дека комисијата треба да се состанува еднаш на 2 седмици. Комисијата ќе работи на тој начин што прво ќе ги разгледува апликациите од компаниите што бараат нивниот лек да биде натовар на Фондот за здравство, а потоа нивните заклучоци ќе ги достават до Министерството за здравство и Управниот одбор на Фондот за здравство, кои заедно треба да ја донесат конечната одлука дали лекот ќе е на позитивна листа. Председателката на стручната комисија вели дека со тоа што листата ќе се ревидира после 13 години, ќе имаме поголема достапност на иновативни лекови. Министерот за здравство Меджити, освен ветување за проширување на позитивната листа на лекови, вети и дека ќе се надмине проблемот со вработување на медицински персонал во болниците. Се договориле со министерот за финансии Бесими, од сега за вработувањата да одлучува Министерството за здравство, а не финансии, бидејќи, како што рече Меджити, неколку пати се опоменувани од антикорупцијска комисија, дека во здравството се држат вработени со договор на дело подолго од 6 месеци.